Штипскиот градоначалник Илчо Захариев засега нема намера да се кандидира за втор мандат. Проектите кои ги завршил и дисциплината која ја вовел кај административците за неполни 4 години, за него се повеќе од добри, но и исцрпувачки, па во моментов не планира повтор пат да седне на градоначалничката фотелја. Јас не конкурирав на конкурсот на мојата партија за градоначалници. Ценев дека не треба да конкурирам затоа што добро е кога имате еден мандат, а за тој мандат да направите работи, да речеме, како за неколку мандати. Значи, за овие неполни 4 години јас не отидов на годишен одмор. Значи, моето работно време, знаете, почнуваше од 5 наутро. Овде вратата беше широко отворена за сите граѓани. Сите беа примени и сослушани. Во својот досегашен мандат, Захариев и неговиот тим реализирале околу 400 проекти. Главна цел како прв човек на општината му била да обезбеди пристојни услови за живење на сите жители на општината. Направивме канализации во населбата Чатаклија, Македонка, Балканска. Ја завршиме некаде околу 80% канализацијата во населбата Караорман. Го решивме водоснабдувањето на неколку населби, на населбата Дузлак, Света Недела. Го решивме водоснабдувањето на населбата Караорман и секако решавањето на проблемите со водоснабдување во селото Селце, селото Шеварлија, Лакавица и Балталија. Исто така, Захариев посветено работел и на економскиот развој на Штип и стварање услови за нови инвестиции. Во населбата Триши ми градиме нова индустријска зона, каде ќе имаме некаде 10 плацеви. Тоа ќе биде на обиколницата према Радовиш и Кочани и автопатот, има заинтересирани инвеститори. Новата индустријска зона во Плуждино, од гробиштата према Кланица, ќе има некаде околу 18 плаца за мали и средни предпријатија и за гадувачка индустрија. Правиме нов дуп за делот на индустријската зона кај Астибо, Метална, Алумина. Но до крајот на мандатот Захариев нема да седи со скрстени раце, туку почнува со реализација на планираните големи проекти за Штип. Еден од најдобрите проекти кои ќе го направиме е конечно да се направи уште еден мост на реката Брегалница после 50 години. Тој мост ќе биде лоциран, значи во населбата 8 ноември и ќе ги поврзува улиците Борис Крајгер со улицата и булеварот Гоце Делчев кај Алумина. Многу значаен проект ни е да го решиме водоснабдувањето на 3 населби, а тоа е на Чадаклија, на Македонка и на Балканска. Во наредниот период планираме да направиме на детска градинка и тоа уште ова година. Таа ќе биде лоцирана во населбата Сењак. Освен ова, Захариев денес на отчетот пред медиумите најави и асфалтирање и реконструкција на нови 15 улици во Штип, меѓу кои се улиците Борис Кидрич, Страшо Пинџур, Љубен Иванов, Пито Гули и други. Исто така, тој потенцираше дека е вратен кредитот кон Светската банка, а останал за враќање само делот од кредитот кон јапонската џајка.